Неодамна беше донесен новиот закон за вино предложен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се предвидува лозарите до 15 јули да добијат гарантирана откупна цена на грозјето за две најзастапени сорти и истата може да биде зголемена за 25%. Исто така ќе се уредува и производството на органско и ароматизирано вино, како и вино со географска ознака со цел заштита на потеклото. Овој закон има и одредени новитети и тоа подобрување пред се при процесот на производство на виното, односно при процесот на производство на грозе, во однос на обезбедување и гарантирањето на минималната исплата, односно минималната цена на откуп на две позначајни сорти, најзастапени сорти на грозе, како и регулирањето на типовите на вина. Производство на ароматизирани вина, како и на производство на еколошки вина. Новинитет во однос на овој закон представува и класифицирањето на нашите вина во однос на означување и заштита на географското потекло, во кој што има строги правила за географско потекло на одредено тип на вино, како и традиционален тип и на вина, кои што се заштитени пред се исто така од нашата држава, а се пласираат на европските пазари. Досега лозарите често се соочуваа со незадоволство кога станува збор за цената на винското грозје. Па така во делот на исплата агрономите сметаа дека новиот закон е стимулативен, бидејќи откупувачот ќе има рок за исплата од 6 месеци, што не беше случајот претходните години, кога лозарите ги чекаа парите многу повеќе време од сега предвиденото. Знаеме, за разлика од претходните години, па особено пред 5 и повеќе години, не само што откупот беше отежнат во однос на пласманот, односно откупувањето на самото грозе, него понатаму и исплатата на откупеното грозе, кој што можеше да трае и со години. Со овој закон се регулира дека исплатата на откупеното грозе, откупувачот е должен да го изврши најдоцна 6 месеца по извршениот откуп, односно до првата декада, до првата половина наредната година. Значи, во колку го откупи грозето оваа година, до првата половина на другата година, треба да го откупи во најмалку 3 рати целокупното количество на грозе, иако му се дава можност и веднаш за неколку дена да го исплати и целокупното откупено грозе. Македонското вино најмногу се извезува кон земјите членки на Европската Унија и со новиот закон се предонесува кон зголемување и олеснување на извозот на винските производи кон овие земји. Паралелно со прилагодување за европскиот пласман, се подобруваат и условите за домашниот пазар.